Почитувани, СДСМ алармира. Истата мрежа на медиумска контрола, црни кампањи и политичка манипулација која што со години ја одржува ВМРО-ОКГ се злоупотребува во Унгарија, Србија, Словенија. Сега е директно вклучена и во најновиот скандал со лажни вести за експлозиви во Кањижа. Според истражувачките извештаи на Центарот за истражување на корупција и организираниот криминал, БИРН и други, унгарскиот бизнисмен Петер Шац, близок до Орбан и неговите компании ЦХС Инвест, Таргет Медија Груп и други, контролираат 40% од медиумскиот простор во Македонија. Сите целосно ставени во служба на ВМРО-ОКГ и нивните бизнис интереси. Истата мрежа, преку истиот Шац, контролираат и медиуми во Словенија, кои директно ја поддржуваат партијата на Јанес Јанча, СДС. Денес унгарските медиуми блиски до Орбан шират приказна за руско сценарио и напад врз унгарскиот суверенитет со наводни експлозиви во Србија. Ова приказна, почитувани, доаѓа токму во финалето на изборната кампања во Унгарија и се толкува како дел од лажна операција False Flag за создавање паника и евентуално одложување на изборите. Во неја е директно вклучен и Александар Вучич со својата СНС, сестринска партија на ВМРО-ОКГ во регионот. Ова е истата шема која што ја гледаме со години во Македонија. Лажни афери, пласирање на страв, анти-ЕУ пропаганда и напади на СДСМ преку медиумите кои ги контролираат луѓето на Орбан за како да се одржи ВМРО-ОКГ на власт покрај катастрофалните политики. Во Словенија, истите медиуми, истиот Шац, плюс ангажирање на израелски фирми за приватно разузнавачко делување, како Black Cube, за снимање и ширење на лажни скандали против противниците на Јанча. Во Унгарија, Орбан директно ја користи оваа мрежа за домашна пропаганда и за извоз на својата идеологија. Во Србија, Вучич и СНС се дел од истата авторитарна оска, која што ги користи истите методи, контрола на медиуми, лажни вести и создавање на непријатели за да се задржи моќта. Орбан, Јанча, Вучич, Мицкоски не се случајни сојузници. Тие користат ист принцип на владење, купување или контрола на медиуми преку прокси компании, пласирање на лажни вести и афери, создавање на атмосфера на страв и непријателство кон Европската Унија и демократијата, за да ја одржат својата власт на сметка на граѓаните. На граѓаните на Македонија ова сега им е многу појасно. СДСМ бара истрага од АВМУ за финансирањето и уредувачката политика на медиумите поврзана со мрежата на Орбан во Македонија. Европските институции да го испитаат ова прекугранично мешање во внатрешните работи на земјите од Западен Балкан. Прекинување на странското влијание врз нашиот информативен простор. Македонија заслужува слободни медиуми и демократска влада, која што работи за граѓаните, а не за странски авторитарни центри на моќ. Време е да се стави крај на овој модел на манипулации. Затоа СДСМ сака Европска Македонија. Ви благодарам.